По 2 децении среќата конечно и се насмевна на 40-годишната Живка Мицова од село Лаки Виничко, која го живее животот во инвалидска количка. Таа конечно доби лифт во сопствената куќа, инвестиција на приватната компанија Дади од село Јакимово, која со овој хуман гест го насмевна лицето на Живка. Собственикот на компанијата Стојмир Ристов животната желба на Живка ја презел како морална и лична обврска да направи еден хуман гест. Таа побара од мене за да ја направам лифт, затоа што има потешкоти за качување во нејзината куќа на спратот. И тогаш јас во самиот момент и ветив дека ќе направам, ќе ја завршам работата, меѓутоа да не ме врзува со време, може да помине малку повеќе време, ама и ветив со сигурност дека ќе ја завршам работата. И така, јас ставив задача пред себе, дека ќе ја направам и еве веќе тоа го реализирам после неколку месеци. За мене е едно задоволство кога се помогне на некој кој што му е неопходна помошта. Тоа ми чини големо задоволство. Сум помагал и на многу други луѓе на кои сум ценел дека им е неопходна помошта. Меѓутоа не сакам да ги спомнувам, да ги именувам, некои може се чувствуваат непријатно заради тоа. Меѓутоа сепак за мене е задоволство кога можам да помогнем на луѓе на кои што им е неопходна помошта. Тежината и радоста на лицата со физички хендикеп не може ниту да се мери, ниту да се цени од наш агол. Со ист интензитет може да ја споделат оние кои делат истата животна приказна. Со зборови не може да се опише, но на дело се чувствуваше безпрекорната радост кај 40-годишната Живка. Да го кажам со зборови, повеќе ќе ме разберат на тие што се ограничени со пристапите. Значи сега слободно можам да се качувам од приземје на први спрат. Слободно можам од дома да излезам во кола, да се вратам. Значи не се плашам да дојдам со колата и да нема кој да ме по стазата истурка, да можам сама да се качам. Значи тоа е нешто да се одврзани нозе или раце. Така. Што е превише. Тоа ми било најбитно. Значи да го имам лифто сама да се качувам, да не бидам зависна од од други личности. Че тоа е нешто неописливо. Не знам дали ќе ме разберат луѓето колку значи тоа. Лифто ми е олеснето движењето, значи можам имам мало дворче, со цвеќиња да се занимавам, да се симнувам, да се качувам кога сакам. Инаку Живка својата животна приказна на неколку наврати ја сподели со нас, а со незината храброст, талент, чувства на спортски надпревари, бескрупулозна борба со хендикепот, останува пример за жена која ниту во еден момент не попушти пред предизвикот наречен судбина.